За најкоментираната тема меѓу скопјани, проектот Safe City, разговараме со Сашо Топаловски, началник во секторот за внатрешни работи Скопје. Господин Топаловски, добре дојдовте во студиото на Република. Ке се согласите ли дека одамна ваков еден проект на МВР не предизвикал толково внимание? Добар ден пред се, за вашите гледачи секако. Да, ќе се согласам дека одавна ваков проект некој не предизвикал толку големо внимание, заради тоа што една широка популација на луѓе ги интересира од различни причини, но долго споменувата тема е безбеден град или Safe City или системот на напредната технологија во една држава, така да не е нешто ново, ова веќе го најавувавме некое време, така да сега сме само свесни на неговата реализација. Која е главната цел на овој проект? Главната цел на проектот е да се обезбеди што поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, а под тоа се подразбира главен акцент и на пешаците, кои се најголемата категорија во учесници во сообраќајот. Знаете, кога разговаравме пред повеќе од една година за што треба да направиме за да ја подобриме безбедноста во сообраќајот, како лајт мотив ни беше тоа што ако пресметаме дека сите поголеми несреќи во држава од друг карактер што се случија, се заедно собрани можда помал број од годинашниот просек на погинати луѓе во државата, што е поразително. Значи, ние од сите трагедии кои ни се случија, заедно во неколкуте прошли години, не можеме да го добиеме количникот колку што имаме во една година, тоа се 142 чинам жртви. И ако тоа не е доволен мотив да животот на еден млад човек, кој што е најголемата категорија на погинати лица во сообраќајни незгоди, не е мотив за непроценливо да го сметаме човечкиот живот и да направиме се што може за да безбедност во сообраќајот добиеме и да се стремиме кон тој европски просек, за да ни биде гордост кога секаде кај ќе бидеме присутни во Европа, да бидеме гордост да се движиме со најразвиените земји, а тие и како се далеку под нашиот просек кој што ние го имаме. Така, имаме многу прашања кои ги поставуваат и обични граѓани. Што е најголем дел од казните се однесуваат нели за брзо возење и тоа за она пречекорување од 1 до 10 км. Има ли некаква толеранција за ваквите случаи? Кога веќе спомнавме зборот казна, да искоментирам, ќе ми дозволите и кратка анализа една. Значи, не е целта на безбеден град, на законите што се сменуваат за да профункционира проектот Безбеден град, казните. Не се целта осиромашувањето на буџетот на граѓаните, туку целта е да се создаде еден безбеден сообраќај, каде сите, кога ќе излеземе на улица, ќе знаеме дека секој безбедно вози, секој безбедно се движи и сите ние во текот на денот или ноќта ќе завршиме таму кај што треба да завршиме, дома или на работа, безбедно, без да имаме никакви компликации. Не е целта на казните, целта е да создадеме сообраќајна култура која Скопје сега, а и државата Македонија ја заслужува. Ние го заслужуваме, впрочем, и бројките од последниве 2-3 дена покажа колку граѓаните им е потребен проектот Безбеден град. Тоа говори бројот на опомени, од 100.000 падна на 50. Така е, падна на 50 и денеска се надевам, ги немам бројките, дека и тој процент од 50 е паднат на уште 50%, така да граѓаните и побрзо, отколку што ние сметавме, граѓаните изреагираа позитивно на проектот. Јас и деновиве го следам и моето движење по сообраќајот, и јас сум учесник во сообраќај, и гледам колку граѓаните со должно внимание го почитуваат тоа што како проект сакаме да успее. Кога спомнавте границите, знаете, законска регулатива за движење во градска зона, освен местата кај што има смирен сообраќај 30 на час, е 50. И тоа е секаде во Европа. Тоа е регулатива на ЕУ. Не е тоа ние дека го измисливме. Да, има некаде во некој земји, чинам во системот, гледавме дека има некои улици што се по 50, но има и улици со 60, но тоа се во некои земји, во поголем број од земјите во ЕУ е 50 регулатива за градска зона. И проценето од сите инженери дека
на брзина од 50 на час, секоја реакција на шоферот е благовремена и сообраќајните незгоди, нарочито со телесни, тешки или смртни последици, е невозможна скоро, е сведена на мал процент. И не е проблемот во казнувањето од 0 до 10. Да, законот предвидува да прекумерната брзина над 50 дозволената, нели од она брзина од 0 до 30 има казнена одредба. Има една од 0 до 10, која што е, знаат сите, 10 евра казната или на половина 5 евра, и онаа што е над 10 до 30, тоест над 20 или 30, тоа е 45 евра, тоа е на пола 23 евра во противвредност. Тие се казни не за да вие сметате дека некој треба да ви земе, не знам, 5 евра, 300 денари, 600 или 1000 денари. Тоа е казна за да ви текне дека правите грешка и дека утре може таа грешка да е кобно и по вас и по животот што ќе го загрозите, и секако тоа е една нелагодна состојба која може да ви се случи, а може на секој од нас да ни се случи. И како ќе се изведе таа нивелација или прилагодување или како да ја наречеме? Да, тоа е често поставено прашање вака, значи никој во министерството не може да одлучи колку ќе биде таа нивелација и како ќе биде, заради тоа што законската регулатива е 50 над дозволеното. Системот ќе ни покаже кој систем од другите европски земји ние ќе го земаме за репер. Во многу земји има различен тип на нивелација. Ние сега само тестираме да видиме каков е тој процент и какво е тоа смирување на сообраќај кое што го имаме, и дали со 52 или со 55 ние го добиваме нивото на безбедност или не го добиваме, или ќе го добиваме со 56 или со 53, 58. Значи сите се тие прашања кои ние ги немаме одговорите. Заедно со граѓаните ние планираме статистички да пресметаме, и на една ваква пресконференција министерот сум сигурен дека ќе соопшти кој систем на нивелација ќе го одбереме. Знаете самите дека и камерите природно кои се нивелираат во Институт за Биро за метрологија, дека самиот документ вика дека самата камера има некоја нивелација од 1 до 2% или од 1 до 2. Значи, затоа и ние тоа го следиме. Да речеме, на Германија има систем во кој што има фиксни вредности кои ги додава, под нив нема казна, над нив кој се од 3 до 5. Франција има либерален систем кој мислам дека има исто 5 фиксна. Шпанија има либерален систем кој се вика, мислам дека правило 7, каде што да речеме на за гарантираната 50 ова додаваат плюс 7 и секоја казна под тоа не се казнува, секоја казна над. Значи, сите овие европски земји ги анализираме, го анализираме тоа што ќе ни даде фидбек системот, кои се тие прекршувања најчесто што ги имаме, и заедно со граѓаните во една јавна дебата ќе одлучиме која толеранција ќе има, допрва ќе се знае колку. Види, толеранцијата секогаш министерството и до сега ја правело, да се разбериме, секогаш и на сегашните радари има одредена толеранција. Никој не примил казна која што викаме дека е одма еден над дозволеното. Впрочем, и во стариот закон ние имаме правна поука дека граѓанинот може да се пожали за толеранцијата од 2-3% заради нивелација на камерата. Така да не се тревожат граѓаните, ова е тест фаза, затоа вклучуваме јавност, затоа бараме приговори и затоа ќе ги цениме сите оние статистички показатели што ќе излезат од двете страни. Кога се најавуваше проектот беше најавено и дека ќе се добива и фотографија од прекршокот или од регистарската табличка. Ќе има такво нешто, на овие опомениве нема. Вака, опомените се сега нови од следниот период, сигурен сум дека ќе почнат и фотографиите да се гледат. Верувајте, да му дадеме шанса на системот, тоа го повторувам постојано. Зошто? Зашто системот е така проектиран да и оне како една корпулентна машинерија која треба да почне да функционира и да почне да ги дава после неколку дена првите квалитетни информации. Секако дека ќе има слика со возилото и со регистарската ознака. Што ќе има? Само ќе има на фотографијата само регистарската ознака или целото возило? Разгледувавме неколку опции, системот нуди неколку опции, системот ја слика и целото возило, го слика и горниот дел од шофершавната заедно со таблицата кога збориме за брзина.
за прекомерна брзина. Возачот нема да биде прикажан. Да, возачот секако е прикажан, возачот не можете да го скриете, шофершавната е стакло кое се гледа. Но размислуваме да го заматиме возачот бидејќи се нарушува и има во некои земји заштита од не некој го нема го има и со возачот. Така е, размислуваме тоа да го заматиме. Во Германија ја спомнавте, има една црна лента која ставаат, нели, да си го видите возилото и таблицата и семафорот, да не се видите себе си или било кој да вози. Размислувам и на тоа, мислам дека ќе биде со заматена форма, тоа мислам дека веќе техничарите и групата што работи го одлучуваат, ќе има фотографија, ќе стигне. Кога се работи за црвено светло, знаете дека ја снимаме задната таблица и задната шофершавна ќе се гледа и моментот на поминување кај црвеното светло. Со целиот обем возилото да биде поминато, веќе да биде навлезено во камерата. Техничарите кога ни го кажуваат тестот, тоа го видовме. Камерата има своји опции на линии кои се строго дефинирани, каде е зелена зона, каде треба да прикочите кога ќе видите жолто светло. Е светло не за да поминете, да се припремите да застанете. Ме разбирате? До што доколку возилото веќе кога навлегува на сообраќајницата, дека веќе почнува да свети жолто светло, нема да прикочува веќе нагло, да поголема штета ќе направи тогаш. Токму тоа го поставуваме како тема. Видите, можда 90% од нашето семафорско опкружување, зборувам за Скопје, е направено со трепкач на зеленото светло. Тоа трепка 3 пати пред да се уклучи жолто светло. Жолтото светло и законски е наменето не да поминете, него да застанете. Тоа е припрема за станување, не е припрема за продолжување. Знаете, ако вие како возач го забележите жолтото светло, вие немате зашто да кажете дека сте поминале. Не сте безбедни самите вие ако помините на жолто светло. Затоа викаме жолтото светло е да ве предупреди дека вие треба да застанете. Значи вие може да поминете ако гледате зелено светло и кога веќе ќе бидете на средина од раскрсницата, тоа да стане жолто. Тоа е друга состојба. Во таа состојба нема да ве регистрира системот. Камерата има прецизна зона каде треба вашата таблица да се најде, каде треба да навлезе вашето возило во раскрсница после пешачкиот премин, за да ве сними заедно со црвеното светло. И тука имате непобитен доказ. Тоа е во светот. Преку таков доказ, преку камера добиен е непобитен доказ. Вие го гледате вашето возило со вашата регистрација, влезено во сообраќајна раскрсница и горе го гледате црвеното. Значи да разјасниме, нема да се толерира ни поминување на жолто. Ама никогаш не се ни толерирало поминување на жолто. Секогаш нашите граѓани знаат да кажат, мислам дека беше жолто. Видите, тоа е најчистиот изговор. Жолто, ако мислите дека било, треба да кочите, не да дадете газ. Тоа е разликата. На жолто светло се кочи, се застанува и се припрема за следното тргување. Никако не се тргнува. Пред се за вас. Ние ова го правиме за граѓаните. Не сте безбедни ако поминете на такво светло. Тоа е многу јасно. И од другата страна може некој на жолто. Така е, можда и од другата страна некој истото го вика како вас. И тука најчестите сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди, верувајте се такви. Така, граѓаните најчестото прашање што го поставувате дали има можност да влијае човечки фактор на системот SafeCity. Проектиране да не може да влијае човечкиот фактор никако, заради тоа што се е компјутеризирано, се е дигитализирано и се го прави системот сам. Ја исплаќа пораката, ве внесува во систем, камерата, тоа што го снима го става во файл, сликата ја ставя во файл, сето тоа го пакува и вие имате веќе, возилото веќе има прекршечен платен налог. Во жалбената постапка е моментот кога лицата реагираат и, да кажеме, има постапка која ќе се докажува. Иначе во првичната фаза нема можност човек да ве извади од системот и да не добиете порака и да не добиете прекршечен платен налог. Што е со нерегистрираните возила? Како тие ќе се санкционираат? Доколку го фатат на системот еднаш по 5 минути на друга раскрсница, тоа е еден прекршок, една казна, една опомена. Да, впрочем и тука го толкуваме законот. Едно возило нерегистрирано, тоа е поразителна бројка колку нерегистрирани возила, само да кажам, имаме во Скопје и тоа е едно како да кажам, едно лошо однесување на нашите граѓани и
Тоа е штета и на буџетот, но и штета за сообраќајот. Знаете, при сообраќајна незгода со нерегистрирано возило, целиот товар оди на лицето што вози нерегистрирано возило, а и штетата лицето нема како да ја наплати кој е оштетен, заради тоа што тука ни осигурителна компанија не стои позади него. Значи, многу голема штета се прави со нерегистрираните возила, а што се управуваат на нашите улици. Не може да се казни возило неколку пати во текот на еден ден, значи во еден ден едно нерегистрирано возило кога ќе го забележи едната камера, го казнува само едната камера го забележува и само една казна во денот може да прими. А што е со оние возила кои се вратени од технички преглед, треба додатно на сервис, па повторно да се вратат на технички преглед, ако до тогаш ги фати во тој период ги фати камера? Па вака и според стариот постои можност. Да. И според стариот закон и сегашниот закон важи едно правило. Вашата регистрација има датум кој што не ве обврзува дека вие 10 дена пред да ви истече регистрацијата не можете да го регистрирате возило. Сепак во регистрацијата ќе ви биде впишан истиот датум кој веќе го имате. Значи вие нема да изгубите. Вие ако ви истекува на 10.12.2025, вие слободно може на први, на втори, на трети и треба да го регистрирате на први, втори и трети за да го завршите тој рок во случај да имате недостатоци да ги отклоните. Да не возите нерегистриран. Заради тоа што датумот следен кој ќе ви се впише ќе биде исто, 10.12.2026. Значи граѓанинот не губи ништо, но лошо е кога ќе го изминеме тој рок и после пробуваме да го регистрираме возилото. Тука се движите нерегистриран. Тука има проблем. Тука веќе сте нерегистрирани и системот ќе ве регистрира. Што е со полукружното вртење? Ке смее ли се врти онаму каде што не е наведено дека е забрането? Да речеме на Партизанска, рече нигде не е наведено дека не смее да се врти полукружно ако не фатат камерите. Да речем околу Симпо. Па не би можел да се сложам со вас дека не е наведено на многу сообраќајници и на многу раскрсници. Посебно на Партизанска имаме строго ставено негде, можда има некој знак кај што негде фали или е изваден во меѓувреме, но имаме знаци кај што е забрането полукружно свртување од безбедносни причини. Негде кај што е дозволено. Но каде што нема знак. Таму кај што нема знак е дозволено, многу нормално кај што нема знак, но таму кај што има и тоа камерите ќе го мерат. Ве молам да почитуваме заради тоа што погрешното свртување полукружно голем безбедносен проблем може да создаде, заради тоа што другата, така е проценето, системот така функционира и не поџабе е ставен знакот, затоа мора да се почитува. И тоа ќе биде санкционирано со камерите. Така, спомнавте и казни за погрешно престројување. Што тоа точно во пракса значи? Ако пред семафорни текне од трета лента додиме на прва? Па да, со обични зборови. Во принцип со обични зборови така. Колку е тоа метриот да речеме каде што веќе нема да смееме да се престројуваме ако ни текнало од трета на прва лента? Многу логичен одговор самите дадоте, заради тоа што ние кога се движиме од точка А до точка Б, од еден семафор до друг, е нормално да се престроиме во зона каде што сакаме во линија да движиме, нели, од десно према лево или од лево према десно. И нормално е тоа да го направиме со време, да не чекаме последните 5 метри до раскрсницата да ни текне од крајна лева до крајна десна. Тоа е строго ризично и многу верижни судари што ги сообраќајни незгоди што ги имаме се од таа причина, кога лицето пред нив од крајна лева до крајна десна или обратно свртил, едноставно е невозможно возачот позади вас да закочи и да не се случи сообраќајна. Дали во оваа фаза системот ќе бележи зборување на мобилен и неносење на појас? Знаете, камерите имаат голема можност, тоа што инженерите кои работаат на системот го истакнуваат е многу широка лепеза на прекршување кои може законски сообраќајни прекршувања кои може системот да ги. Ние ќе се задржиме прво на овие 3-4 кои што ни се лајт мотив заради тоа што сообраќајните незгоди ни се случуваат највеќе статистички од тоа. Секако зборувањето на мобилен телефон е следна фаза која што ќе го мериме или ќе пробаме да го докажуваме заради тоа што сепак треба фотографија, па лицето да се види дека зборува, ќе ја видиме и законската можност дали е тоа возможно, дали е навлегување во човекови права, дали е заштита на личен интегритет, сето тоа ќе го работиме, но секако дека појасот, зборувањето на мобилен телефон, сите тие погрешни застанувања, секако дека системот ќе ги мери и ќе проба ради проточност на градот или на државата, сето тоа да создаде една убава сообраќајна култура. Што е со оние случаи каде што некого треба да пренесеме во болница или во амбуланта која му се случи и при тоа свесно поминуваме со брзина поголема од дозволената? Дали ќе се толерираат вакви случаи? Што се многу реално. Видите,
Тоа е она што исто, да, граѓаните ги интересира, го прашуваат заради тоа што се дешаваат и исклучоци кои што ќе мора да ги решаваме. Ова е друго правило, но исклучоци секогаш ќе има. Затоа му даваме шанса на системот да видиме во колкав број се тие настани, како да ги решаваме и во иднина ќе дадеме строг правилник како тоа ќе се решава. Секако системот ќе го регистрира. Секако ќе му стигне порака и секако прекршоч платен налог ќе добие. Но доказната постапка за дали тој да се поништи или да се плати, ќе биде во склоп на законот. Секако тука МВР ќе ја докаже постапката на приговор на странката. И секако, како што кажав, никој во Министерството нема да дозволи да помине на казна ако некој се спасува од себе си за својот живот или спасува друг живот со побрзо возење према болница. Мора да ќе се докаже дали одел во болница или во локалниот кафе. Секако снимките се чуваат од камерите и секако сликите се чуваат од камерите. Значи ние целото движење судијата ќе ги побара. Колку време се чува? Јас не знам точно да ви кажам, јас мислам дека проектирано е да се чуваат сигурно една година. Сега некогаш законската регулатива е побитна, во некои закони викат дека не смееш да чуваш снимка повеќе од 30 дена, можеби е и така, нарочито од завршена постапка, ама тука е негде, секако ќе се чуваат и секако не се бришат. Секако во законски рок ќе биде сето тоа решено. Не го знам само технички баш периодот. Недубица предизвика и делот каде што вели дека ќе се казнува за запирање и за паркирање. Што точно значи тоа? Ајде да ни објасните. Како ќе тебе да речеме застануваш на Партизанска да купиш цигари или да завршиш некаква работа и одма ќе има казна ако те фати камерата. Објасните го тоа. Точно знаеме дека имаме сообраќајници и главни улици и раскрсници кај што имаме строго забрането запирање и застанување, значи законски. Едно е да застанете, друго е да се паркирате, нели тоа го знаеме, но имаме места кај што имаме и знаци дека е строго забрането да застанете и да запирате. И ги замолувам граѓаните на тие места да не застануваат и да запираат, макар и привремено, заради тоа што има други места кај што може законски, мислам дека 3 или 5 минути да застанете. Што е со оние места кај што ќе застанат, пијат кафе пред кафичот и си ја гледаат колото? Сега заради тоа сме размислували исто и системот ни понудил решенија. Имаме специјализирани полициски возила, кои што воедно исто министерот ги промовира на првиот ден, кои што се опремени со камери, кои што се поврзани со системот Безбеден град. Каде што полициски службени кои управува и полициски службени кои го гледа мониторот, поминуваат по главните сообраќајници и ги сликаат сите тие возила исто како системот кои се паркирани, а пијат кафенце. А се воедно паркирани на главна улица, која што го руши протокот, безбедниот проток на градот во клучни временски зони. И им доаѓа порака како што ти доаѓа за... Тачно. Додека го пиеш кафе. Додека го пијат кафето на сите тие че им стигне по една порака дека што туку ви стигна прекршачен платен налог. И ќе сватат дека место да платат кафе која кошта можда 1500 денари, боле подобро е да се паркираат на место кај што е безбедно и кафето да ги кошта многу поевтино. Така, кажете ми, каков ќе биде рокот за плаќање на казните? Споминавте дека за 8 дена ако ја платат, се плаќа половина на казната. Вторите 8 дена ако не ја платат целата сума. Има ли некаков период за жалба во нека надлежна институција? Како ќе оди тоа, објасните? Благодарам за прашањето и тоа е добра дилема и тоа е добро прашање да се одговори за јавноста да знае. Види, кога ќе го сторите сообраќајниот прекршок, имате 24 часа која ќе ви стигне првата порака, таа прилично сега брзо стига, но ето, тоа е 24 часа која што ви стигнува пораката. И вие имате порака во која што викате сте сториле сообраќај, отворете на следниот линк. И вие имате рок да го отворите тој линк. Ево да го земаме сценариот е дека ја отварате и таму ја имате казната. И ви тече рокот од 8 дена да ја платите и да го расчистите сето тоа, или да не ја платите, нели, да чекате ваша жалба до судот. Да одиме во сценариото дека нема да отворите таа порака за 24 часа. Ќе ви стигне нова. Ќе има сигурно такви што намерно нема да сака да отворат. Сигурно има. Следните 24 ќе ви стигне нова порака во која што ќе ви каже дека имате порака, која што имате рок да ја отворите од 8 дена и таму ви е линкот за прекршочен платен налог.
Внимавајте. Кој ден ќе отворите од тие 1 до 8, од тој ден ви почнува новој 8 дена рок за приговор. Значи, ако ја отворите 5-тиот ден пораката, тогаш почнува. имате 8 дена рок да ја платите пола и да завршите со тоа, или да се пожалите во некој од тие 2-3 состојби што ги имаме. Не сте возеле вие да го донесете лицето, да поднесете изјава кој возел, не знам, за фирмите да поднесат изјава заверена нота со патен налог, или нели овие состојби кои ги велите вие дека одев на болница, ево ви потврда се пораѓаше мојата сопруга, да кажеме. И брзав. Сите тие се во тој рок од нови 8 дена. Внимавајте, значи, жалбената постапка во судот за прекршоци е на терет на оштетениот. Вие треба да отворите приговор. А ние, нашиот терет е доказната постапка према судот за прекршоци, да кажеме дека... Кога ќе се спореди снимката, мислам дека другата страна нема ни аргументи. Кога ќе се спореди реалната снимка, другата страна нема да има аргументи, може да се обидат граѓаните, ќе видат дека нема аргументи, но во делот кој што го напоменавте со болницата, може да и ќе има аргументи и судот ќе пресуди да се поништи тој прекршоч потенал. Тоа е впрочем идејата. И сега, ако и првите 8 дена не ја отворите пораката, и вторите, во следната порака ви стига и ви вика, вие го изгубивте рокот за плаќање пола. Следните 8 дена вие да ја платите цела, или да врочите приговор. Нели повторно приговорот ви е ставен на располагање. Приговор во МВР, мислите? Приговор према МВР што оди во суд, тоа е за суд, во судска постапка, судска прекршочна постапка. И вие вториот пат ја отварате, ја плаќате цела или не ја плаќате и врочувате приговор. И ви течи рокот за приговор, судот за прекршоци ќе ви одговори и така. Во случај да го земеме сценариото дека и вторите 8 дена вие воопшто не отварате пораката. Тогаш го губите правото на првите 8 за пола, го губите правото на вторите 8, не сте отвориле пораката, не се интересирате, немате ни цела намера, но ниту сте поднеле приговор. Ние за вас немаме 17 дена со се првите 24 часа, никаков одговор, прифаќате, не прифаќате. Тогаш МВР преку системот за УЈП ви ги одзема парите од сметка без, пошто вие не сте се жалеле, без право на жалба. Тоа е тоа. Затоа викам, уште еден апел. А колку е рокот за оние луѓе што сакаат да платат од кога ќе истечат вторите 8 дена? Не, од кога ќе истечат вторите 8 дена? Првиот ден нема никаков проблем. Вторите 8 дена кога ќе ви истечат првите 8 дена се пола. Од вас зависи колку се. Кога ја отворите, ви течат рокот за да ја платите. Ме разбирате? Вторите 8 дена се, ако случајно ево немате пари. Не отварете пораката вториот ден, отворете ја четвртиот ден. Ви течи од тој ден рок 8 дена за да имате да ја платите. Тогаш и за ова полова важи од кога ќе отворите? Од кога ќе отворите за пола важи. Затоа велам, не се исплати некогаш, ево лично ќе кажам, ево нема на никого памет да му давам, ево за себе ќе кажам. Ако мене ми стигне казна, која што е со сегашните 10 или на пола 5 евра, или 45 евра во противвредност на македонски динари, пола 23, тоа се некој 1250, 1300 динари. Ако сметате дека за таа сума треба во доказна постапка да влегувате, трошоци да правите и да ви докаже судот дека ви има на слика кај што е непобитен доказ, тогаш јас мислам дека се не исплати. Мислам дека треба да сватите дека сте направиле грешка, тоа е идејата, да сватите дека со таа грешка можево нешто да заврши покобно и за вас и за статокот од сообраќајот и да си речете дека од денеска ќе почнам да возам по правила. Во превод речи си е невозможно да се избегне плаќање на казната. Видите, значи ако сте ја заслужили. Значи ако сте ја заслужиле, казната е невозможно. Со непобитните докази кои ги дава системот е невозможно да избегнете плаќањето на казната или санкцијата ако се движите надвор од ние. Ја зедовме само варијантата на најлесната од 0 до 30. Потешките варијанти на 30 се исто многу построги и во парична смисла и во санкција кој што треба, нели, со одземање возачки сите тие други работи. Така, министерот Тошковски најави можно одлагање на системот за 1 месец да се отклонат сите овие, нели, непознанци. Ќе има одложување на цело на системот или? Да, ја слушнав изјавата на министерот, така е. Истиот тоа го направи не со цел да даде
точен датум до кога ќе го одложи како, токму е тоа доказот дека сака да ги слушне граѓаните. Со таа негова изјава или со тоа негово одложување на неопределено, зборам во денови, не зборам во месеци, тој сака само да даде време на граѓаните да со сите нивни приговори кои се сега возможни во тој период, он го проектира системот за да немаме такви грешки во иднина. И дали ќе биде тоа на 1.1, дали ќе биде на 15.1, дали ќе биде на 21. почетокот во 2026, е воопшто небитен како датум, ако знаеме дека 10 години ова го чекаме, но битно е системот да работи како сад, за да ги отклониме сите оние дефеци или дефектни состојби кои што можда граѓаните ќе ни ги пријават, а можда ние како група не сме ги навреме сватили, увидели и секако дека такви ќе има. Ќе продолжат сообраќајните контроли оние редовни на улици за станување со овој проект, ќе се намалат како? Да, тоа е едно од прашањата. Секако нема да намалиме на сообраќајци по градот или за полициски службеници во сообраќајот, ќе ги зголемиме. И те како внимаваме на сообраќајот во градот и во Македонија, заради тоа што тоа е главна состојба безбедна и верувајте 100% од населението е зависно од безбеден сообраќај, а другите работи се малце со помали проценти од што сакаат или што не сакаат. Ќе има сообраќајци, ќе ги мерат другите работи, ќе го регулираат сообраќајот и ќе ги казнуваат сите други прекршувања кои со системот нема да можат. Системот е само помош на сообраќајецот. Оти верувајте, кога се случува една сообраќајна незгода, кога погинува еден млад живот. Впрочем, имавме неколку такви во последниот период. Знаете како јавноста се зборува за тоа прашање. Па треба повеќе семафори, па треба полицајци на улица, па треба камери, треба сегде. И сега тоа кога ќе помине, знаеш, некои луѓе знаат да го кажат што е ова, па на што личиме, претеруваме. Знаете што? Не претеруваме се додека имаме цел. А целта ни е за сите години овие нанапред кои во иднина гледаме да го надминеме во позитивна смисла европскиот просек на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди или со смртни последици. За крај да ве прашам, доаѓа период на празници. Како ќе бидат санкционирани пијани возачи, употреба на пиротехнички средства, што презема СВР Скопје по ова прашање? СВР Скопје превзема сериозен безбедносен план кој што секоја година се спроведува. Во делот на пиротехниката ќе имаме сериозни контроли, ќе ги казнуваме сите оние информации кои ќе ги добиеме за препродавачи и продавачи на небезбедна пиротехника, која што небезбедно е внесена и небезбедно се продава, како и сите години назад. Ќе имаме одредени превентивни активности во делот на пиротехниката кон младите, ќе бидете и запознаени за тоа, ќе поканиме медиуми кон средината на месецот за тие превентивни активности кои ќе ги направиме. Во делот на сообраќајот и како ќе се сконцентрираме да биде безбеден сообраќај, во делот на забавите и како ќе се сконцентрираме во плановите да имаме полиски службеници секаде на терен за да биде безбедно за прославите кои не следат и пред новогодишни и по новогодишни. Еден апел да упатам, славите со срце, со љубов, немој да славите со оружје, да упатаме еден апел до возачите да возат безбедно, без алкохол, воколку сакаат да користат алкохол, околку сакаат да конзумираат, да кажам, алкохол, и тоа е право сега за предновогодишните и поновогодишните празници нивно, ги замолувам да не управуваат со моторно возило. Господин Тополовски, ви благодарам за интервјуто и многу среќа во работа. Ви благодарам и вас на можноста.